Откако истакна дека во Малешевијата не остана регионален или магистрален пат кој не е рехабилитиран или изграден, директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов ги прокоментира честите одрони на патниот правец од Кочани кон Македонска Каменица и Делчево. Вака, значи, тој проект за рехабилитација на патот од Кочани до Делчево, што доше преку Светска банка и што ги опфаќаше и овие одрони за кои што вие зборете, е некаде 5 милиона евра или долари, не ме држи точно за збор, и е завршена комплетно. Китанов истакна дека проектот за санација на овој патен правец е правен поодамна и дека се што е предвидено со него е завршено. Прашање за други е зошто не е опфатен поголем дел од подложните на свлечишта делови од патот и не се изнајдени подобри решенија. Ние го завршивме тоа што беше по проектот навреме, квалитетно, по сите прописи. Патот е прекрасно рехабилитиран, заштитни огради, се е поставено. Китанов објасни дека на денот кога се случи последниот голем одрон кај селото Истибања, всушност бил истиот ден кога во Грција имаше големо невреме со човечки жртви. Тој ден, ако погледнате датата, е денот кога беше големото невреме кога во соседна Грција 7 луѓе загина. Значи се работеше за така да кажам абнормални временски услови и беше во четврток, петок веднаш реагиравме до Бирото за јавни набавки со директно преговарање, бидејќи патот беше затворен со налог со право и од градежниот инспекторат и така натаму. Веднаш се пристапи кон решавање на проблемот. Сабота Савајле дојде луѓето од МВР да дадат на работа дозвола да се носи динамит. Веднаш се отпочна, иако беше предвидено во нормални услови да се работи повеќе од месец и пол дена, за неполни 15 дена комплетно беше завршено. Делот што се одрони, плюс беше миниран и погорниот дел, за да се спречи тоа што потенцијално во моментот, значи излегува стручни служби и од градежен факултет, и од сите институции што се занимаваат со таа проблематика, и беше опфатено поголем дел саниране. Како и да е, остануваат две опции за квалитетно решение од поврзувањето на Кочани и Делчево, или да се изврши покомплексна санација на сите критични места, особено од Истибање до акумулацијата Калиманци, или да се доизгради во повисок ранг патниот правец преку Бигла и Виница, со кој ќе се пренасочи фреквенцијата на сообраќајот по пократка и полесна за одржување варијанта.